Штипскиот универзитет Гоце Делчев почнува со одбележување на 10 години од своето постоење. Факултетите од утре почнуваат со свечено доделување на дипломите на студентите од прв и втор циклус, а утре во 19 часот концерт во мултимедијалниот центар има Емилија Потевска. На 23 март ќе биде свечената академија, на која ќе се промовира филмот 10 години угада. Го реализираат студенти и професори од Филмската академија. Во рамките на уметничкиот дел ќе настапат Владко Стефановски, Никола Ристановски и Тони Китановски. Одбележувањето на 10 годишниот јубилеј на Штипскиот универзитет Гоце Делчев завршува во недела со традиционалната велосипедска трка. Мислам дека е исклучително важен момент за една ваква установа да се развие на ниво на кое е сега за еден период од 10 години и мислам дека значајниот придонес што го направи оваа установа во развојот на високото образование во Република Македонија и посебно во овој регион е недвосмислено голем и мислам дека заслужува обележување на начин на кој ние тоа планираме да го направиме. Цела недела, значи во текот тргнувајќи од утре па до наредниот четврток, имаме настани кои го обележуваат нашиот патронен празник 27 март, денот на основањето на УГД. Во изминатите 10 години на овој универзитет се запишале од 25.000 до 30.000 студенти. Меѓутоа, ја слободно ќе кажам дека бројот на завршени студенти и дипломирани студенти на УГД не е така голем. Значи, бројките до сега издадени дипломи не минуваат 3.500 дипломи кои се издадени на УГД во првиот цикл на студии, околу 500 дипломи на вториот цикл на студии и имате некаде околу 560 дипломи на третиот циклус на студии. Значи, станува збор за една млада високообразована установа која со сите проблеми кои ги има во себе, со сите недоречености што ги има во себе, со незаокружената кадрска структура на универзитетот, значи недостатокот на многу голема количина на млади пред се асистенти и млади професори, мислам дека сепак добро се носи со сите предизвици на времето во кое живееме. Во моментов на Штипскиот универзитет се потребни околу 200 млади асистенти или професори. Потреба од млад наставен кадар има на сите факултети. Боев забележа дека како најмлад универзитет сепак добро котира и е второ рангиран државен универзитет во земјава. Задача и цел на ректорот во наредниот период ќе биде поголемо ангажирање на младите како кадар на универзитетот и квалитетна настава за студентите кои студираат на факултетите.